Пријатели, добар ден и од мене. И добре дојдовте во уште една рубрика прашања и одговори. Моето име е Јосиф Дамјанов. За секој од вас кој што можеби не знае како да ме искомуницира и како да добие одговор на неговото прашање, слободно може да ги користите моите профили на социјалните мрежи на Инстаграм и Фејсбук. Најмногу ја правиме таа интеракција. Може да го користите хаштагот #AskJosif и може да ги користите телефонските броеви на телевизија Телма и така практично да избереме и делот можеби вашето прашање за да му дадеме време и одговор овде. Второто прашање доаѓа од Дита Лушај, која што прашува дали во текот на бременоста треба да се пие многу вода, односно како што кажавте на 25 килограми 1 литар вода. Дита, ова не е, значи 25 килограми 1 литар вода на 25 килограми не е многу вода, туку тоа е правило кое што го поставила Светска здравствена организација и тоа подразбира дека тоа е доволно вода за да телото и метаболичките процеси функционираат како што треба. Во случајот со твоето прашање со бременоста, не значи дека треба да се намали, напротив, и како е потребна хидрација, особено кога си во бременост. Она што само можеби треба човек да припазува е да нема огромни дотури на вода. Од типот, гледај да количината која што можеби ако за тебе требаат 3 литри во текот на денот, да таа количина од 3 литра ја додаваш на што помали млазови, од типот да пиеш по половина чашка, можеби на пола час до 1 час. Значи, не дека ќе ти наштети ако пиеш по една чаша, но во секој случај ако можеби имаш проблеми со мачнини, со одредени специфични појави кои што се резултат на бременоста, тогаш гледај во што помали количини да ја додаваш водата која што ти е потребна. А правилото од 25 килограми на 1 литар вода на 25 килограми телесна маса останува и сега, дури може би и да треба повеќе, но во секој случај може да се консултираш за тоа подобро и со твојот доктор кој што ја следи твојата бременост.